Почитувани гледачи, ете се одморивме со уште една прекрасна македонска песна. Претходно разговаравме со дел од волонтерите и дисеминаторот на Црвениот крст во Виница. Како што најавив, имаме уште гости и ќе разговараме повеќе околу волонтирањето. Моите денешни гости ќе дозволам сами да се представат. Јас сум Емилија и сум волонтер во Црвениот крст веќе 5 години. И јас сум Ангела и заедно волонтираме веќе 5 години. 5 години. Да. Од каде љубовта и желбата ете да волонтирате во Црвениот крст? Плюс тоа сте и членови на клубот на млади, така? Да. Колку време постои овој клуб? Повеќе време. Да, клубот постои повеќе години, поради тоа што Виница е многу хуман град и многу луѓе се вклучени во Црвениот крст, па така јас добив идеја да се вклучам и да помагам на многу луѓе. Така. На кои што ми е потребна помош. 5 години, навистина ете солидна бројка. Да. Како си наоѓате време ете и да постигнете и на училиште, тоа ги прашав и вашите колешки, така да кажеме. Како наоѓате време и да постигнете и на училиште и плюс да бидете активно вклучени во Црвениот крст? Па за секоја работа што сакаме да ја правиме, наоѓаме време. Така и за ова работа одвојуваме дел од нашето слободно време, затоа што тоа не испунува нас. Кои се активностите на волонтерите во Црвениот крст? Што се правите таму? Можете да се договорите која ќе одговори. Во Црвениот крст имаме многу проекти, обуки. Тука се дел ПХВ проектите, потоа обуки за прва помош. Имаме околу 50 членови во Црвениот крст и скоро сите ја поминуваат обуката за прва помош. И исто така на крајот на секоја година формираме групи кои што учествуваат на регионалниот надпревар и групата која што ќе победи оди на државен надпревар. Ние имаме учествувано 2 пати на државен надпревар по прва помош. Браво. Ете, кажавте дека веќе 5 години сте волонтери, сте вклучени и во ПКВ проектите, па ете, во кои се проекти всушност учествувавте? Ние како постари членови носиме поголеми проекти. Веќе имаме завршена обука за едукација, врснички едукатори сме. Исто така сакам да спомнам дека на минатогодишниот надпревар за прва помош од 25 екипи ние го заземавме 10-то место. Така, браво. И носиме и други проекти. Така. Ете, дали во иднина, односно во најскоро време имате нешто подготвено, односно на што се работи? Има ли некои проекти кои што ете пред летниот распуст ќе се реализират? Па сега обучуваме на група за прва помош кои ќе одат на надпреварот, на државниот надпревар по прва помош, бидејќи ние сега веќе не можеме да учествуваме и затоа ќе обучиме некоја помала група, помлади членови во клубот за да продолжат со учествувањето во државните надпревари. Така, ете, јас претходно најавив дека ние на нашите гледачи всушност ќе им демонстрираме и во живо укажување на прва помош. Ете, ќе те замолам тебе веќе да појдеш пред куклата, ти ќе ни објасниш што се прави. Најпрво треба смирено да пристапи и да утврди дали лицето е во безсознание, таа ќе прикаже реанимација. Прво гледа и слуша, чувствувај, гледа дали има подигнување, дали му се подигнуваат градите, дали лицето диша. Потоа прави 30 градни компресии. Сега го прави тоа. Така. Значи, ова треба секој да го знаете. Да. Првата помош е најважна. Еве, дали ви се случило некогаш во живо навистина да укажувате помош? До сега не. До сега не, така. Потоа има 2 вдишувања. Треба да ја постави главата правилно, да биде исправена, вратот да биде прав, за да може воздухот да помине. И потоа повторно 30 градни компресии и 2 вдишувања. Така, значи, ете тоа е укажување на превентивна прва помош. Што се содржи друго првата помош? Овде сега немаме нели многу услови да покажеме, но ете да објасниме вака што се друго треба да знае за првата помош. Па ние учиме, имаме едни супозиции,
Во тие се е поделено с кршеници на нозе, на раце, потоа има изгореници, труења, лица во безсознание и секоја повреда ја учиме посебно. Така. До сега имам изучено тоа што треба за прва помош, го знаеме се. Ајте, кој ги извршува тие обуки? Како што кажавте дека веќе и вие извршувате обуки на други членови, а вие од кој слушавте? Па, обуките се состојат од два дела. Први, ние имаме соработка со локални доктори кои не обучуваат Така, нешто не обучуваат теоретски, а практичниот дел ние самите го извршуваме со тоа што ги ангажираме сите членови во клубот, каде што на нив ги извршуваме нашите повреди, демонстрираме и сето тоа ни помага за да дојдеме до финалето, за да бидеме подготвени за надпреварот. А колку време поминувате во Црвениот крст? Дали секојдневно сте таму? Па, кога се спремаме за надпревари, да, секојдневно поминуваме и тоа по 2-3 часа. За ланскиот државен надпревар се спремавме доста активно и Така. тоа... А ете, дали имате досега организирано некои хуманитарни настани, да, како им помагате на луѓето? Дали често доаѓаат луѓето да бараат од вас некаква помош, што најчесто бараат? Дали колку Виничани се хумани, донираат ли храна, облека? Да, Виница е многу хуман град. До сега имаме изработувано доста проекти, хуманитарни забави, хуманитарно шоу, имаме изработувано и театарска представа. Потоа имаме собирано средства. И многу институции во Виница и фирми имаме кои редовно донираат. Секогаш кога ќе побараме, тие ни помагаат и ни укажуваат помош. Ете, пред да почнеме со разговорот, ви кажавте дека сега сте и 4-та година матурантки. Дали ќе продолжите и понатаму да бидете членови и да волонтирате во Црвениот крст? Па да. И што ќе им порачате на вашите генерации, па и на помалите? Зошто сите оние кои што сакаат порационално и покорисно да го искористат своето време, што ќе им порачате? Кои се бенефитите од вашето волонтирање таму? Па дел од нашето слободно време за некој ќе значи многу и таа мала помош за некој всушност значи многу. И има многу луѓе на кои што им треба нашата помош и сите што можат треба да помагаат. А кој се може да биде член? Како се станувате член на Црвениот крст? Секој кој што има желба и што носи малце хуманост во себе може да ни се придружи. Така. И јас, дечки, многу ви благодарам што бевте денеска мои гости, посебно тебе што во живо ни демонстрираше укажување на прва помош. Ви посакувам многу успех, ете се надевам дека и со вас ќе се видиме во некоја наредна прилика за некои поголеми проекти. Ви благодарим. Така.